Драги мои, не сте погрешиле, ова не е Собраниски канал, ова е вашиот омилен естраден магазин Бекстејдж. Токму ние вечерва се наоѓаме во Собрание, во бекстејџот на Собрание. За него, неговиот лидер Христијан Мицковски ќе каже тоа е Франческо Тоти во нашата партија. Дами и господа, Владко Ѓорчев, на моје огромно задоволство, токму во Собранието. Сега ние ќе го запознаеме од една поинаква страна. Владко, како си? Добро вечер, здраво Миро, поздрав до тебе, до твојата екипа, мило ми е што сте во Собранието, секојаш сте добродојдени тука. Фала ти многу. Ајде да се навратиме моментално, ова недела, па и повеќе од недела се актуелен со тоа што си претендент да бидеш председател на Република Македонија, и една интересна изјава меѓу сето ова е тоа што господинот Христијан Мицковски јавно кажа дека Владко Ѓорчев е дете на ВМРО или Владко Ѓорчев е Тоти во ВМРО. Како ја толкуваш ти оваа изјава? Па тоа е еден убав комплимент, една убава споредба. Значи, Тоти е фудбалер кој што почнал од пионери, преку младинска, понатаму преку кадети и седнели целата кариера во еден тим, конзистентен, доследен, татко на 3 деца, кои што го сакаат неговите навидачи, но го почитуваат и другите. Истовремено бил и капитен на италијанската репрезентација. Значи да, јас припаѓам нели во онаа мајца фудбалска или политичка која што ја носам, но истовремено секогаш сум отворен за неопределените, за оние што не ги интересира политика и за оние кои што можеби и не ме сакаат или кои имаат некое поинакво мислење за мене. Значи, човек треба да биде отворен спрема секого, да подаде рака, да покаже разбирање, затоа што ние тука како пратеници сме и за фалење и за кудење. Владко Ѓорчев, имаш 4 деца. Кажи ми, кога се споивте со жена ти, американка е така, знаеше дека ќе има 4 деца, дека треба да чува 4 деца? Па беше љубов на прв поглед, а одлуката да имаме 4 деца е плод на разбирање, љубов и една од нашите најдобри одлуки во животот. Значи, прекрасно, како да ви кажам, љубовта се мултиплицира. Децата се имаат себе си еден со друг, заедно си играат, а ние како нивни родители, мојата сопруга и јас, секој ден имаме пред себе едно мапет шоу, еден Дизниленд вака во живо, кој што го гледаме на разделеченост од пола метар или метар. Дома хаос, џунгла, играчки, кукли, не ти доаѓа некој пат до преку глава сето тоа? Не е лесно, ама не е ни тешко. Затоа што кога човек сето тоа го прави со љубов, кога ќе добие преградка од своето дете, кога ќе ги види дека се имаат еден со друг, тогаш едноставно колку и да си умерен, колку и да си преморен, срцето ти е 1 метар. Значи, моите 4 ангели, Марта 8 години, Филип 6 години, Никола 5 години и Катерина 2 години, се моите 4 сонца во животот. Која е вашата омилена заедничка игра, сакам да кажам? Со Марта во последно време повеќе пишуваме домашна, но исто така почнува и да ме прашува за сите овие работи, нели, затоа што гледа на телевизија, гледа што работам, а со машките најмногу играме фудбал. Значи, тие двајца се влюбени во фудбал, а со керката која што има сега 2 години, таа е уште малечка, така што повеќе сме околу играчките. Но важната работа е дека во оваа наша прекрасна, убава, приказна со 4 деца, мојата сопруга Сузана е вистинскиот херој. Значи, не зи давам признание, не зи давам вечна благодарност, затоа што таа е она која што е во главна улога, јас апсолутно помагам, јас апсолутно сум ангажиран, тоа е наш заеднички потфат, заедничка сторија, заедничка доживотна приказна, но од тој дел таа е апсолутно вистинскиот херој. Владко, те гледам како збориш за Сузана и си велам, значи, сте имале љубов на прв поглед, а се уште ја сакаш како првиот ден. Дали е точно? Да, апсолутно. Не ја сакам како првиот ден, ја сакам уште повеќе. И оваа година во мај ќе имаме 10 годишнија од брак. 10 години поминаа вака, како вчера да беше или како да беше пред месец-два, но јас сум подготвен, сакам, одвај чекам наредниве години и децении да ги поминам со неа. Нас секојаш ни интересно, зборуваме, се сакаме, се разбираме и едноставно Сузана е личноста со која што сакам да дочекам својата животна еса. Знаеш некој пат да бидеш од они родители кои што замараат, си најде домашно треба да напишеш, си најде лектира треба, си најде стихотворбата, знаеш да бидеш таков? Па сите сме помалку така. Знаеш да се извиниш
Знаеш кога ќе грешиш да кажеш да, крив сум? Па да, човек кога нешто ќе сгреши треба да се извини, таа некогаш ќе се извини, си имаме разбирање. Некогаш ќе се разбереме и со поглед, некогаш доволно една преградка и нема потреба веќе да се објаснуваме. Секој пат Владко Ѓорчев не асоцира на еден млад, слаб политичар со репче. Кај е репчето? Што се деси со репчето? Што и текна да го ишиша репчето? Па дојде време да се замине, затоа што едно ако имаш 17 години, друго ако имаш 24, друго ако имаш 27, а трето ако имаш 30 или 40. Така што млад, а сега веќе други води, други времиња, но убаво беше, тоа беше имидж, ние бевме и друштво во Корчагин, нели, кај што и слушавме музика и одавме по концерти и така натаму, така што сите имавме свој имидж и свои облеки и така што тоа е. Колку време го чуваше репчето? Мислам некаде околу од средно така до 28-9 години, така едно 10 на 12 години. Ја гледам кај тебе на Костан, па немаш многу бели влакна, Владко, ти не се многу нервираш изгледа, или? Па растат, си иде времето, така да веќе 40 години имам, почна и белите влакна, ама нормално е Миро, значи како си иде времето, така си и телото си ги прати годините и човек треба добро да се чувствува во своите години, без разлика дали е млад, во средна возраст или стар, тие сме кои што сме. Слушаше рок, беше рокер, па имаше репче, беше панкер, шо музика слушаше, ме интересира? Миро, секаква музика, значи тоа од кога ќе почне негде на 10-11 години по одредени музички правци, има разни фази. 2-3-4 години слушаш по-комерцијално, па после тоа малце повеќе журки, па по-алтернативно, па рок, па ќе отидеш некојаш на джез фестивал, па ќе отидеш на некој концерт на македонска музика. Значи, овие од моја 10-12 година до сега до 40-та, буквално се имам слушано. Владко Ѓорчев влага да се бања, да се тушира. Што пееш? Не пеам. Не пееш сериозно? Брзам. Еве, Владко Ѓорчев седи во кафана. Што нарачува? Кисела вода. Владко Ѓорчев сака да му свири мандолина и гитара. Која песна сака да му ја свират на уши? Било која убава македонска песна што си ја сака нашиот народ. Така? Се ми е во ред. Така е. Знаеш на Цеца да се заиграш? Знаеш на Лепа Брена да дигаш раце? Ги имам слушнато. Лепа Брена беше многу популарна кога раставме 80-ти години, Цеца во 90-ти години, така што имало секакви пеачи, имало секакви концерти. Сум бил на концерт на Rolling Stones, во средност сме слушале повеќе Nirvana, Pearl Jam, Offspring, понатаму имало техно журки со сребрена јакна и така натаму. Драги мои, се надевам дека поминавте одлични 10 минути со мене и со Владко Ѓорчев, кој зборуваше за фудбалот, зборуваше за неговата фамилија и за неговите 4 прекрасни деца и сопругата, но при тоа зборуваше и за неговото репче, кога го ошишел и некои многу интересни работи кои сигурен сум дека утре ќе ги прераскажувате со вашите колеги на работа и Владко, па и во администрација, многу нормално, така. А овде ние се одјавуваме, а овде е ова место каде што Владко Ѓорчев пред 2 години на тој 27 април ги спасуваше колегите токму овде. Ние се одјавуваме од салата.